Ima poveke povodi da se radува човек од што се враќа во татковината. Да се биде во својот роден крај, меѓу своите најсакани најблиски поречиси десетина години работење во странство, не е секојдневен настан. Да се види се, овој растеш на градовите и селата, чувството какво може да биде? Па сепак, секој веднаш си го поставува прашањето каде е моето и нашето место? Каде да се продолжи, во кој правец е иднината? Па тука е иднината. Неа сами треба да ја градиме. Таа има широки патишта, ке речеме. Па сепак треба да тргнеме по вистинскиот. Ке посочиме еден, по кој тргнаа повеќе Цапарчани, Буковчани, Липковчани. Може би по тој пат може да тргнат и многу други нашинци кои се враќаат за секогаш во родната земја. Само заеднички и сложни може побрзо да се гради иднината, да се подобрува животниот стандард. Има повеќе поводи да се радуваат и новоселчани, и нивните соседи од околните села што живеат меѓу високите планини Беласица и Огражден. Особено тие што се вратија од странство. Денес во Ново село се вишне нова фабрика, изградена со заеднички средства на наши работници повратници, на работната организација Јосиф Јосифовски свештарот од Струмица и пошироката заедница. Прва фабрика во овој типично земјоделски регион, прва радост, плод на заеднички вложени средства. Нека ни зборуваат самите работници за оваа фабрика, за чувството да се работи и живее во својата родна средина, за нивното и наше дело. Нека зборуваат за создавањето и значењето на овој индустријски објект во ова подрачје. Разговараме со раководителот на новата фабрика во Ново село, другород Трајчо Стојанов, дипломиран шумарски инженер. Да чуеме како се роди идејата за отворање на оваа фабрика во ова место. Бидејќи на ово подрачје, каде што гравитира тоа населени места, поголем број од населението е превремено вработено во странство, со нивното средби кои што се одржува овдека во самото населено место и беа повикани повеќе работни организации, меѓу кои беше и нашата работна организација Јосиф Јосифов Свештаров, кој работи во сложната организација на Треска Скопје. Тука бевме повикани и имаше директни питања од самите вработени во странство, кои што има голема желба за враќање во нашата татковина. Со тоа и самата наша размислување и нашиот работнички колектив не натера да размислиме за дисперзија на еден ваков погон за дрвена амбалажа во ово погранично место, кое што самите повратници вложија средства, издружија своите средства и изградиме ова што ја гледате денеска фабрика. Друга идеја што ова фабрика е лоцирана на такво место што во близината се наоѓа нашата струмечка Беласица, каде што грото од сировината ќе бидат добивани од самата шума овдека. Значи со тоа се намалуваат и самите трошкови. Колку работници се вработија во оваа фабрика, колку работници најдоа свое место? Во почетокот ние почнавме со група од 30 на работници, кои што грото од нив беа повратници од странство и беа ги вложиле веќе средствата, за ги издружија средствата и работеа на обучување и усовршување во Треска Струмица. Со овие група работници почнав негде пред година дена со самото монтирање и постепено почнавме и со пробното производство, кој што негде почна пред 6 месеци и тоа беше една голема радост за едни вакви работници кои што ги здружиле своите средства и видеа на дело да нешто од нив може да се добие и да се прошира во перспектива. Колку сега работници работат? Сега во ова дисперзиран погон на озите амбалажа
се вработени негде околу 80 вработени, кои што 50% се повратници од странство. Моментално, почнувајќи од овај месец декември, почнеме и со втората смена, која што број во 82 година треба да се зголеми до 120 вработени и кои што треба да оствараат бруто негде околу 10 милиарди стари денари. И како дознавме за веста дека во Ново село ќе се отвори погон, фабрика и да се обезбедите работно место? Па дојде 76 година околу крајот на декември и така се научив дека во бюрото примат работници тука за треска со пари и јас вложив своите пари за тука на работа во треска. Работев едно година и пол во Струмица, после се префрлија тука во Ново село и така работам сега на машина 5-9 што вади бичена амбалажа, тоа е готова за гајби, мислим. И работа ми е добра. Тука близу ми е работното место. Ние на работа бевме во Западна Германија, во фирма Сакс, Швајнфурт градот. Кога дојдохме за работа, дека се отвара работно место во Ново село Струмичко, се това го прифатим со задоволство. Доложихме нашите средства со 10 милиона за 8 години за рок за враќање. И се таа такова ние се вратихме како повратници у иностранство. Јас се наоѓам на такво работно место што таква е таа автоматска машина која произведува елементи за гајби во секоја димензија. И работам веќе 8 месеци на оваа машина од кога сум дојден веќе од Германија. Колку месечниот личен доход? Сега изнесов по 700.000 динара до 800. По некои што имат поголем стаж доваѓаат и до 900.000 динара. Разговараме со уште еден работник, повратник од странство на работа во фабриката во Ново село. Јас се викам Стојан Шајкаров од село Дражево. Јас порано работев во Западна Германија, таму бев 8 години. И после, од таму кога се вратив, дојдов тука како на одмор и чув дека нашата општина Струмичко треска распишува оглас за прием на работници и тоа со повеќе кои од странство, кои са вработени, кои са били вработени и да уложат девиза со 10.000 марки или 10.000 франки. Јас без никакво мислење одма уплатив 10.000 марки и веднаш по тај ден јас се вработив во треска. Дали вие се обучувавте порано или директно почнавте во производство? Не, јас порано не сам се обучувал воопште, пошто јас во Западна Германија исто работев на машини. Па не беше ми воопште тешко да се вклопам тука во тие, па било на која машина. Во фабриката во Ново село своји работни места најдоа и други работници од овој регион. Во оваа фабрика работат и повеќе жени. Па да чуеме дали за жените работнички ова е тешка работа. Јас мислам дека за оваа работа, мада се повише мажите за дрвната индустрија, не е тешко да се најде излез тука и за жените исто, кои се вработени. Мислам, нема проблем за работа кој сака веќе. Вие на какво работно место сте, што изработувате? Јас сум на машина коваш на рамови М67. Па на оваа машина мислам доста стекнав брзина. Дали имавте вие пред тоа курс некој за обучување? Пред тоа имавме 3 месеца курс, кој е насекаде беме распоредени за работа, за да ја совладаме сета работа во погонот. Да видат на кое работно место би можел еден работник да работи. Вие сте председател на Советот на местната заедница од Ново село. Па да ни кажете од какво значење е отворањето на новата фабрика за самата населба и за околните села кои гравитираат кон Ново село. Да. Значењето на отворањето на погонот на треска Јосиф Свештер од Струмица во Ново село е од големо значење. Затоа што во Ново село тоа е едно поголемо подрачје кај што гравитираат едно 24 села
со број на жители од 23.000 и повеќе, немаше место каде да се вработуваат вишокот на работна сила што останува како вишок од земјоделието. И тој вишок до сега наоѓаше работа надвор од нашето подрачје. Во странство, во Словенија имаме голем број на, поготово луѓето кои што завршуваат средно и високо образование, никако не може да најдат овде работа. И ние имаме денеска 60 лица такви вработени во Словенија. И тоа е многу тешко за нас, затоа што тие дори таму остануваат и мислам дека нема да се вратат тука. Сега да ни кажете за повратниците. Какво место најдоа во погонот? Дали добро се застапени со места таму во погонот? Во тој погон најдоа работа многу од повратниците во странство. И ние сега моментално немаме толку вработени во странство, што очекуваме и во иднина да тој број на вработени во странство да се намали многу повеќе. И за тоа правиме дури и усилби и други погони, било од подрачјето на нашата општина или надвор од нашата општина, да се отворат тука погони, да се дислоцират погони во кои што ќе може да најдат работа и другите луѓе кои се, како што реков, вишок на земјоделието. Што земјоделието не може да ги прифати. Бидејќи нашите луѓе немат и многу земја тука сега. Таа земја е распарчена, една фамилија од која што излегуваат 3-4 браќа, ја делат земјата и останува по 2-3 декара земја и тие нема каде се вработат. Каква е дејноста на фабриката? Што се произведува овде? Во почетокот почнуваме со бичење или резање на дрвена амбалажа во елементи кои што се беа првите количини испратени во погон Струмица, а после почнуваме и директно преко озите амбалажа и на нашите купци широм Македонија. Во почетокот почнуваме со производство и со обучување повторно на овие наши повратници и они тоа го сватија како своја фабрика и почнеме да произведеме негде околу 4000 комплета резена амбалажа или тоа кој што број секој ден се зголемуваше. После најновото беше за нас изненадување и за сите наши работници кога ние во нашата фабрика воведовме систем на картонска амбалажа кој што беше воведено во странство од фирмата Bob's и тоа беше наше најголемо задоволство бидејќи дното денешно што го произведуваме на амбалажата е од картон произведен од ова фабрика, а кој што зазема 50% од дрвната маса или од целокупната дрвна маса на самата амбалажа холандеза. Дали има пласман сето производство? Нашето производство до сега не е имало проблеми околу пласманот, ние сме имали проблеми само околу производството, значи беше мала производството, а побаручката беше голема, а може и таа идеја на натера да диспезираме нов погон во Ново село. Другар Илиевски, што доби вашата работна организација, со тоа и работната организација, сложена работна организација Треска од Скопје, со отварањето на новата фабрика во Ново село? Со отварањето на новата фабрика во Ново село за резана амбалажа, која работи во скопна работна организација Треска Јосиф Свешер од Струмица, а која е исто така во составна сложена организација Треска Скопје, доби на разни полиња. Као прво, ние производството очекуваме зголемување на производството и тоа од досегашни 15.000 метри кубни преработена дрвна маса да се зголеми на 18.000. Исто така, бруто продукто на основната реализација која е во состав овој погон во Струмица да се зголеми од досегашни 15 милиарди стари динари на 18 милиарди динари, а со тоа да доходот се зголеми од досегашните 4 милиарди и 600 на 5 милиарди и 600 динара, 600.000 динара. Исто така и чистиот доход очекуваме зголемување од 3.300 милиони стари динари на 4 милиони 600 стари динари. Друга работа што очекуваме
од ова фабрика е тоа намалување на трошковите на производство кои досега бележат, мислам, едни поголем раст во досегашната фабрика во амбалажа Струмица. Исто така, ние даваме свој допринос, направиме еден чекор во ублажувањето на миграцијата од село во град, така да населението од тоа подручје веќе имат, мислам, можност да екзистират дел на работници, мислам, кои се вработени од оваа фабрика. Имаме и една друга, мислам, позитивна работа, што е склоп на пошироката обществено политичка заедница, а тоа е да спроведуваме политиката зацртана во Социјалистичка република Македонија за развој на пограничните населби и рископланинските реони во скоп на Социјалистичка република Македонија. А што мислите, дали меѓу нашите работници има интерес за враќање и за обезбедување на работни места на тој начин со вложување на заеднички средства? Има, само да би нашли такви места, пример со пари, да одложат. Има човеци кои сакат да влезат на работа со пари, пример, да имат такво близо место. Има. Види, нашите работи имам, значи, кои што сакат многу да се вратат, да знаат слично работно место во фабрика, во близина. А има некои што сакат и приватно да отворат. Чувство на другите работници што работат во странство секој пат е со замисла да се вратат што побрзо дома, во својот роден крај, да бидат покрај своите деца, покрај својата фамилија да бидат дома. А за какви работни места најчесто тие дискутираат или што сакат најповеќе да работат? Дали да отворат фарми, да работат во фабрики? Поготово да работат во фабрики кои се отварат како што е Треска сад погон, Треска во Ново село, сакат во такви места да работат што е поблизо до нив, до нивните семејства. Сите имаат желба да се вратат од странство, кога би нашли тука работа. И не би било тоа голем товар ако би секој дал по 10.000 марки или 10.000 франки, па да се изградат исто овакви објекти. Што значи ова работно место конкретно за тебе? Да се вратиш во својот крај и да работиш овде? Па тоа за мене е едно добро. Постојано сум тука во мојот роден крај и со мојата фамилија. Па јас мислам дека не сум сгрешил што сум дал 10.000 марки. Тоа не е голем товар. Како се оспособуваат овие работници кои доаѓаат од странство? Дали имате тешкоти со нив или тие брзо се приспособуваат на работното место? Видите, морам да бидам искрен дека овие работници што дојдеа во странство, тие повеќето немат неко образование. Меѓутоа, за наша среќа имат големо фабричко искуство како фабрички работници, така да се многу добро вклопија во работата. Чак што више можам да кажам дека и представат пример како треба да се работи. Рационално се искористува работното време. Тие се работници повеќе работени во западни европски земји, знаеме дека искористување работното време е до максимум, така да и ова работа, мислам, ово искуство што го мислам имат од тамо, го пренеса и овдека. Имаме работници наши што работеа во Сумица и ги ставиме овде да работат, ги прераспоредивме, така да тие самите им укажува, мислам, во однос на пушење на цигари, оддалечување од работно место, дека апсолутно не може тоа да го прават. Дека ако сакат, мислам, да постигнат поголеми резултати, морат да работат и мислам до крај да се искористи работното време. Така да можам да ви кажам слободно дека апсолутно со нив немахме проблем. Чак што више и служи за пример на другите работници. Што се однесува за личниот доход на вработените во овој специјален погон, тој е сведен така да ние се трудиме да тоа биде нормирано и кој што ќе извади така да биде и платен. Денеска овдека е просекот негде околу 700.000 стари динари, кој што не значи да оваа цифра остане и натаму, туку ние се бореме да во 2022 година достигне уште поголеми резултати со самото подигнување на продуктивноста, штедењето и самата контрола на самиот производ, како по квантитет, така и по квалитет. Бидејќи ова место е исклучиво земјоделско подрачје и овој објект наш е од прв индустријски објект на ова подрачје, во почетокот слободно може да кажам имавме проблеми околу самите вработени, бидејќи
Они не беа свесни да индустријата се разликува од земјоделието, да овдека мора да се почне на време и се заврши на време, да немаме празни протрошење на струја, на машините и сето тоа. Але со договарање, со состанци, со самите работници, собир на работни луѓето брзо сватија што значи да се работи ваков објект. Еве денеска можам да се пофалам и да се захвалам на нас, сите нас што сме вложили толку труд да ова фабрика добро и рентабилно работи и ќе работи во иднина. Иако е краток периодот на работа на новата фабрика во Ново село, дали се покажа како корисна и дали вашата работна организација има размислување и во иднина да се градат вакви погони во други села од општината Струмица? Да, размислуваме да кај нас во склоп на оваа фабрика мислам да почнеме со доградување на некои технологии кои мора да се заокружат, сами технологии тоа го барат. Ми тоа размислуваме во колку нашите идни повратници од странство, ако се заинтересирани, можеме заедничка согласност да најдеме, да се договориме, да изградиме и друга некоја фабрика. Имаме размислување за разни услуги, нарочно на ово подрачје што се потребни, а тоа од градежа, столарија, разни плакари и слично, така да во некој било кое друго населено место да изградиме некоја таква фабрика. Исто така, како што знам, по нашиот пат имат размислување и другите работни организации во Струмица да тргнат и да дислоцират или да изградат нови погони во населените места. Јас мислам дека во тоа настојување ќе се продуже. Важно е да се направи еден чекор како и што ние го направиме до сега. Сега доаѓа период на враќање на нашите работници на одмор, на годишни одмори за нова година и така натаму. Па дали како местна заедница имате вие зацртано некоја средба со тие повратници и зашто најповеќе ќе се дискутира? Обично секоја година во Ново село се одржува средба со повратниците. Во главном се дискутира за нивните услови таму за работа, потоа кога и како мислат да се вратат. Некои од нив имат добро спечалени пари, средства вака, како мислат да ги уложат. Еве еден од условите тоа го правеше и Треска. Тие учествуваат, дел од нашите повратници учествуваат со средства, така да мислам и тој погон со договор со Треска да се прошири и на подруга делатност можда некоја пак во врска со амбалажа како што е таа. Има ли можности за отворање на некои други погони или фарми, да речеме, дали има заинтересирани за отворање на мини фарми некои за свињи, за крави? Ето, повратници многу има кои што сакат да вложат средства заедно со кредити и да отворат своји собствени мини фарми за одгледување на стока, на живинарство, а тоа е, кај нас има многу добри услови, особено Дражево, Смоларе, таму има услови, Старо Конјарево, па Баделен, има услови за одгледување на свињи добро. Тоа е добро подрачје и многу од нив сакат, кои ќе се повратат, да здружат средства со банка било или кредити од негде, да можат да ја остворат таа своја замисла. Така работат, живеат, ја градат својата иднина повратниците од ова струмичко подрачје. Од нивната работливост и дисциплина зависи перспективата на оваа нова фабрика која ги очекува новите повратници за да стане вистинска фабрика на наши работници кои се враќаат во својата татковина. Сигурно дека голем дел од нив, кои се повеќе се враќаат, ќе отворат и мини фарми, работилници, сервиси, кои се потребни на нашето стопанство. Па така ќе се вклучат во животот што го живееле и порано, но сега поубав и побогат.